Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Нема сомнение дека Митко Стојковски е еден од најдобрите македонски фудбалери. Тој својата кариера ја почна во Пелистер, најнапред во пионерската школа, па може да се каже дека е и тој производ на ова битолско поднебје, фудбалер кој навистина направи една убава кариера. По Пелистер продолжува во Црвена звезда, повремено е и капитен таму, а што е интересно врзано во неговата кариера за името на Црвена звезда е 100-тото дерби меѓу Црвена звезда и Партизан, значи меѓу вечните ривали. Во 1995 година тој го даде решавачкиот гол за победа во тоа јубилејно дерби на неговиот тим Црвена звезда. Потоа оди во Шпанија, во Германија, во меѓувреме насапува и за македонската репрезентација по самостојувањето на нашата држава. Митко, твоите почетоци беа во Битола. Битола е фудбалски град. Ти како мало детенце уште те привлекуваше топката, па дали заигра во битолските сокаци или веднаш дојде на стадионот со децата да почнеш организирано да играш и да се бавиш со спортот кој беше во тој период, па и сега привлечен за младите? Времето тогаш беше такво да од 6-7 години, 8 години ние бевме после обврските на училиште со топката бевме на улица. Значи јас сум генималец, битолчани добро знаат, може Македонија, нели Генимале е едно од прочените населби во Битола, каде што има еден простор кајнекот го викаат, каде што се беревме многу деца. И игра и постарите, меѓутоа имаше фудбалско игралиште кој што не беше со нормални димензии, беше со помали, меѓутоа преку цел ден беше исполнет дали со деца, дали со постари, каде што игравме нон-стоп фудбал. Значи мојата генерација, помалите, некои поголемите, таму го врвевме слободното време. Секако и во основното училиште Даме Груев, каде што игравме на теренот ракометниот и почнувајќи се, враќајќи го филмот, во шесто оделение кога бев за училиштето јас играв фудбал, играв и ракомет, меѓутоа фудбалот ми беше во срцето, иако и ракомет го играв и во 7 и 8 оделение, во истото време играв и фудбал за училиштето. Е сега момент важен во тој период, Ѓоко Хаџиевски беше како координатор поставен од Совка Битола, од Сојузот на спортови сегашен, беше како координатор да гледа како скаут, да гледа деца за да се направи една генерација на кој што покасно тој не покасно, мислам во тој период тој составуваше фактички селекција, селектираше деца на моја возраст 72 година, постари година, помлади, селектираше за да почне да работи во пионерската школа на Пелистер. Тука е мојот почеток, значи покрај ова што играв, значи во моето мало за училиштето, на еден надпревар меѓу училиштата Пелистер, Даме Груев, се сеќавам баш со Стив Наумов, Ѓоко беше присутен и кога заврши надпреварот, дојде, мислам како што беше на записничката маса, не викна неколку деца, меѓу нив бев и јас, за кој што побара од наш податоци и не праша дали сакате да тренирате, значи во фудбалскиот клуб Пелистер. Тука од Даме Груев во тој период беше и Миле Димов, кој што направи и тој солидна кариера во македонски рамки. Заедно почнавме да работиме. Значи во таа селекција од Даме Груев бевме ние двата, меѓутоа во таа селекција беше и Петар Милошевски, Бруно Пресилски, Кире Грозданов, исто Даме Груев, Маријан Секуловски, Капинковски беше малку помал, и тој беше, значи, во година дена две помал од мене, Златко Цветановски, Дуци, кој што, значи, една група од 30-40 деца,
година, како што кажав, значи во размак од 2-3 години почнавме, што беше негде 83-та година, мислам. Значи со мои 11 години почнав да се занимавам, да почнав да тренирам во Пионерско-младинската фудбалска школа. Дали тогаш помислуваше дека ќе стигнеш до тие фудбалски височини до кои што стигна? Па Желба имаше, желба не знаеш. да, тие се почетоци кога значи ние фудбалот го игравме од љубов, многу го сакавме фудбалот. Не велам дека и денес не е така, меѓутоа во тоа време фудбалот го игравме од љубов, поготово во таа возраст додека дојдовме во првиот тим. Значи ние растевме секоја година заедно со Ѓоко, морам да кажам, значи Ѓоко од таа 11-та, значи до влегувањето во првиот тим не променивме тренер. Ѓоко ја водеше целата генерација и од таа генерација, значи голем број од тие деца направија кариера во македонски рамки, а и 4-5 од нас направивме и интернационална кариера. Значи една генерација која што го одбележи битолскиот фудбал, можам да кажам и македонскиот покасно. Љубовта пред све беше, не сме размислувале за пари, не сме размислувале за големи кариери, али времето како не носеше иде моменти кога почнуваш да размислуваш, да мислиш и на тоа. Значи неминовно е со влегувањето во првиот тим. Кога влезе во првиот тим на Пелистер? Во првиот тим 89-та година. 89-та година, значи Ѓоко беше предходната година, пак го спомнувам Ѓоко затоа што цел тој период ми е врзан за него. Под негово водство сум бил и јас и сите тие деца. Беше предходно, значи беше остана тренер на младинците кога бевме, а Ѓоко беше приклучен и во првиот тим како помошник во исто време и на Жарко Неделјковиќ, кој што беше тоа време, значи 88-9 беше тренер на првиот тим. Со неговото заминување од Пелистер на Жарко Неделјковиќ, Ѓоко беше назначен за шеф на стручниот штаб. Тој период, значи пролетниот дел, тимот мислам заврши во втора лига средина на табела и наредната година многу играчи од тој состав каде што имаше доста срби, претежно срби, некои црногорци и наши деца од Пелистер, се растори тој тим, да речеме, заминаа странците и Пелистер направи млад тим, со тоа што се зедоа доста играчи од македонските клубови, меѓу кои се ќе ги кажам беа Милошевски, Саше, Чирич, Веселиновски, Драган, па беа тука по старите Кулевски, Владко Костов, Диме Димов. Значи на таа група играчи кои што дојдоа од другите клубови македонски, нас не приклучи околу 5-6 деца кои што бевме од таа генерација. Меѓу кои првотимци стана одма, значи и Петар Милошевски како голман, Кире Грозданов, јас и Златко Цветановски, тука беше близко Бруно Пресилски. Ти откако влезе во првиот тим на Пелистер веќе не испадна, така од тоа време или повремено на почетокот влези и излези? Не, почнав, значи од самите припреми стандардно играв на позиција лев бек или лев бочен. Во тоа време се играше таа формација 3-5-2, сега знаете, системи, формации во фудбалот има, се менуваат на секој неколку години. Тактички. Во тоа време беше 3-5-2, во таа формација јас играв по лева страна, лев бочен или лев бек, ајде да кажеме како што се знае во нашиот јазик. Значи од самиот почеток заиграв прва постава и до заминувањето, мислам, играв јас во Пелистер во тој период 89 до 91 кога заминав во Црвена звезда, во тој период 2 години бев стандарден. Како дојде да одиш во Црвена звезда? Значи во тој истиот период, знаете, беше се уште Југославија. Јас уште од 16 годишна возраст бев селектиран во кадетската репрезентација на Југославија во тоа време и играв, значи за југословенската репрезентација во квалификации за европско и европско првенство, па потоа и во до 19 години. Сега има малку поинаку се тие категории, меѓутоа во тоа време имаше 19 па 21. Тогаш кадети 17, младинци 19. И 21 оваа репрезентација. И значи ги поминав тие селекции во тој период во младата репрезентација
селектор беше Војошевиќ, а двајца тренери имавме врвни фудбалски имиња во тоа време на Југославија, Драган Петрович Пижон и Иван Гудел беа, значи ги знае широката спортска јавност ги знае, тие беа значи легенди на југословенскиот фудбал. Тие беа како оние кои што работеа по цел ден со нас на терен. И тука настана првиот контакт со Црвена звезда, бидејќи Пижон ме примети, иако бев во тоа време бев со 2 години постари играчи во таа селекција. Звездаш ме примети и ме препорачал кај луѓето. Јас тоа не го знаев. Тие ме прателе тој период, значи и за репрезентација, ме прателе и кој играв за Пелистер. Многу надпревари, знаете, Југословенската лига имаше, игравме со ФК Београд, со Земно Белград, Кикинда, во Србија доста напредок. Да, многу од тие клубови беа и прволигаши, прва, втора лига, меѓутоа квалитетни клубови. Значи ме прателе им праќале луѓе, скаути и дојде таа 91 пролетта, кога бевме, значи кажам првиот контакт како настана директно со луѓето што се во клубот. Март месец имавме припреми за некој надпревар за репрезентација, бевме во хотел Младост и тоаш ни беше Караси селектор. Караси значи на таа репрезентација. Не на вечера вечеравме значи репрезентативците и доаѓа Караси кај селектор и ми вели: Митко, те чека некој човек надвор, нема проблем, стани, ќе те однесат сат време, пак ќе те вратат. Излегов надвор, јас реков што се работи сега и гледам Војел Латовиш, тогашниот секретар на Црвена звезда, ме зеде со колата и ме однесе во просториите на Звезда. Значи завршил тренингот, вечерта тие останале, Љупко Петрович беше тогаш, таа генерација која стана европски првак. Да. Значи тоа беше тој период, пролетта. Во канцеларијата гледам, влегувам јас, Љупко и Драган Џајич. И се поздравивме, како си, што си тие муабети, и само немаше многу зборање. Џајич само ме праша дали сине ти сакаш да играш за Звезда. Тоа беше муабетот, јас реков како не. Кој млад играч не сака да игра за Звезда, бидејќи се уште беше Југославија и ден денес секој сака да игра за Звезда, али во тоа време беше институција Звезда. И поготово што по 2-3 месеци од тоа Звезда стана европски првак во мај месец. Тоа беше контактот. Тие беа зборовите. Значи ова се случува во оној период кога Црвена звезда ги биеше битките со Бајер, со ова за да се пласира во финалето на купата. Така, Бајер Минхен и после беше финалето, да. Така мислам дека беа утакмиците. Тој период беше. И немаше повеќе контакти, немаше повеќе разговори. Јас се завршив сезоната со Пелистер. Таа година во втора лига, ние завршив мислам дека на 5-6 место. И јуни месец тие своја европска титула. Јуни месец јас бев на завршно првенство на Југославија за младинци. Пелистер беше првак на Македонија, знаете, тоа беше републиките. Да се собира прваците за првак на државата. Да, се во Сараево беше тоа. Ние бевме на Игман сместени. Дојде позивот не директно кај мене, него во клубот. Јас не бев во Белград, беше човек од управата Коцевски од Пелистер со татко ми, ги викна на разговори, тука се завршија сите работи. Јас од Сараево само ми кажа дека е готово, дека е договорено све, само од Сараево од тој такмичење отидов во Белград, директно го потпишав договорот. Значи беше 28 јуни се сеќавам, значи месец дена после освојувањето на европската титула на Звезда. И уште поголема тежина доби, бидејќи јас како 19 годишњак доаѓаш во европски шампион. Во европски шампион, иако имаше контакти претходно и со Партизан и со Динамо Загреб. Меѓутоа Вардар беше многу загреан и Ѓоко беше во тој период во Вардар и може да се каже дека јас со една нога бев веќе во Вардар. Меѓутоа после ова што се случи све со Звезда, контактите и освојувањето на европската титула, јас се предомислив во последен момент заминав за Звезда. Мислам дека не направив грешка. Да, па и желба на сите млади фудбалери, она што го кажа пред малку во Македонија, не само Македонија, од сите тогаш југословенски простори, беше да одат во големата четворка. Звезда, Партизан, вамо Динамо, Хајдук. Поблиску ти беше Белград и отиде во Црвена звезда и ја продолжуваш кариерата таму. Какви беа почетоците во Црвена звезда? Дали беше задоволен веднаш на стартот или пак како секој млад фудбалер па чезне за старата средина или пак викаш тргам сега, влегувам во неизвестност, па што ќе биде, нека биде.
не размислував многу, мислам, желбата ме водеше, јас бев, значи, спремен физички и технички, тактички во тој период, така да се осеќав спремен, иако бев доста млад, да играм, затоа и го прифатив тој предизвик. Меѓутоа имав голем пек на самиот старт, со одењето, првите припреми ги имавме пак на Игман, тоа време уште не беше дефинитивно растурено Југославија, првите припреми бевме на Игман, го повредив коленото, значи на надпревар со Велеш, припремен надпревар со Велеш од Мостар, имав повреда на менискусот и на надворешниот лигамент, така да одмah се вратив во Белград и имав операција. Докторот Нешовиќ, кој што беше клубски доктор, ме оперираше и имав пауза од 6 месеци. Сега тој период ми беше доста тежок. Морам да кажам кога се навраќам назад, бидејќи знаете, сонувате дека ќе заиграте за европскиот првак, и веднаш има Малер, Малер кој што ќе се покаже дека понатаму ми како да речем, збор кој да употребам, да влие на мојата кариера, бидејќи таа операција, како последица на таа операција, јас ќе одиме потаму во разговорот со тоа, бидејќи на 27 години ја завршив мојата кариера, бидејќи со водењето на менискусот на таа возраст ми дојде последица на таа повреда, порано на крскавицата, кој што ми повлече друга повреда и морав да ја завршам кариерата многу млад. Али ги издржи тие 6 месеци рехабилитација и се враќаш во тим. Тој есенски дел и го пропуштив и Токио, значи надпреварот со коло за светски првак. Се уште бев, значи, во тој период на рехабилитација, али февруари месец кога почнаа подготовките, јас бев веќе фит, спремен, почнав да работам со првата екипа нормално и имаше еден период, во тој период беше тренер Владица Поповиќ на Звезда, Љупко замина во Еспањол. Екипата беше формирана. Останата од претходната само заминаја Маровиќ, голманот Дика Стојановиќ и Просинечки и Бинич. Мене ме заде како замена за Маровиќ на левата бековска, левата странична позиција. Али имаше уште еден играч Василиевиќ и во првите неколку кола бев резерва. Али еднад преварот беше, мислам, 4-то или 5-то коло пролетта со Сараево во Белград, каде што дебитирав на полувреме, ме уфрли Владица Поповиќ во игра. На тој надпревар, значи ќе опаметам цел живот, бидејќи со таа генерација беше често и гордост, поготово за млад играч како мене да игра, бидејќи во тимот, знаете, Беден Белодедиќ, Еден Најдовски, Дарко Панчев, Савичевиќ, Југовиќ, Михајловиќ. Веднаш се наоѓаш меѓу асовите. Беше земен, значи, Илија Ивиќ од година-две постар од мене, кој што играше, значи, заедно со Дарко во шпицот место Бинич и јас кој што влегов во тој тим кој што освои и европска и светска титула. Значи, заиграв на тој надпревар, победивме 3-1, на полувреме беше 1-1. Кога влегов јас и на тој надпревар, првиот гол, вториот гол на Звезда, значи го наместив 2-1 и третиот индиректно исто влегов, значи во двата гола учествував и од тој надпревар веќе не излегов во тимот на Црвен Звезда до крајот на сезоната, играв стандардно. Таа сезона го, значи, освоивме и првенство и куп и дебитирав и за Лига шампиони во тој период. Значи, сега кога спомна првенство и куп, ми се чини ти имаш една шампионска титула со Звезда и два купа. Две титули и два купа. Таа 91-92 и кога замина 94-95 освоивме двојна круна исто. Значи два купа и две првенства. Две првенства. И одиме натаму. И значи дебитирав со Андерлехт, тој беше последниот надпревар групата. Ние претходно, знаете, заради санкциите, Звезда ги играше надпреварите на гостински терен, играше првиот дел во Унгарија, во Сегедин, после втори дел во Софија ги игравме. На надпреварите со Панатенаикос и со Самдорија бев резерва, а со Андерлехт играв прва постава, значи дебитирав и во европските такмичења со Црвена Звезда. Меѓутоа тогаш друг беше системот. Ние со надпревар со Самдорија ги загубивме шанси, да загубивме дома. Ако победевме Самдорија, пак ќе игравме во полуфинале, директно ќе влезевме и имаше шанси. И големи бе шансите ако игравме во Белград и таа година, големи бе шанси за Звезда да игра и финале на Лига шампиони. Да не беше гостин и кога беше домаќин практично. Така да, значи тој пролетен дел, почетокот на Звезда, значи од лош почеток ради повредата, пролетниот дел се свртеа работите на добро и значи од тој период те охрабри сето тоа. Да, значи бев стандарден првотимец до 95-та година, значи таа кога заминав од Црвена Звезда за Шпанија. Че одиграв некаде околу 120 надпревари во
во Црвена звезда во тој 3,5 годишен период кога играв стандардно, значи. Покрај оној првиот кој надпревари други ги паметиш, а после ќе зборуваме и за дербито, јубилејното, она 100-то дерби меѓу Звезда и Партизан. Така, пак ќе кажам, значи, ради распадот на Југославија, првенството, знаете, потоа беше само првата година кога бевме ние македонците и босанците, меѓутоа хрватите беа одделени. Се заигра, ама не се доврши тоа првенство, да. И наредната година остана првенството меѓу Србија и Црна Гора, СР Југославија тогашна. И заради санкциите Звезда не играше на европска сцена, значи не само Звезда, него сите клубови од тие простори. Да, и поради распадот ги немаше оние дуели со хрватските екипи и со екипите од Босна и Херцеговина кои беа силни. Да, за жал тоа се случи. Сараево, Железничар, Велеш, Слобода. Знаете, значи сите луѓе што го прателе фудбалот во тоа време знаат дека Југословенската лига беше една од најсилните лиги во Европа. Со распаѓањето на Југославија се растури квалитетот, се раздвои тој квалитет, така да секаде имало добри играчи, добри клубови, меѓутоа првенствата многу полоши од она што беа претходно, така и ова во кое што јас играв во Србија и Црна Гора, значи СР Југославија. Меѓутоа убав период, не можам да речем, иако имаше ради санкциите доста проблеми во нормалниот живот во Србија, заради санкциите имало периоди, значи бензин немаше бензин, тоа ќе го кажувам, значи со цистерни точевме бензин од канистери на улица. Фудбалер на Црвена звезда на европски шампион. Не носе на стадион затоа што привилегирани бевме во тоа на некој начин за да имаме бензин за возилата. Значи лош период, меѓутоа фудбалски гледано за мене беше добар период бидејќи созревав како играч и на 95-та на 22,5-23 години направив трансфер во Шпанија, во Овиедо. Пред да одиш, ајде на дерби што го споменува. Што се случуваш? Тоа беше месец дена пред да заменам 100-то дерби, значи јубилејно, се крена голема прашина околу тоа дерби, голема фама бидејќи од неколку аспекти. Се играше на 6 мај, знаете 6 мај е Ѓурѓевден, празникот на нашите навијачи, на делиите. Ние 18 години немавме над Маракана пораз од Звезда, а со тој надпревар, 100-то дерби, на 3 кола пред крај, ако победевме, значи ја освојувавме шампионската титула. Се поклопија работите да, ако победиме, значи шампиони и општо славје. Шампиони и општо славје, бидејќи претходно и купов веќе го имавме, со Обилич игравме финале, го освоивме за двојна круна. Имаше, значи, голем притисок. Бидејќи тоа дербите беа утакмиците кои што го држеа. А гледачи колку? Гледачи стадионот беше преполн, значи ако видите на снимките ден денес што ги има на YouTube, и скалите како скали беа преполни, немаше игла кај да се фрли, немаше кај да падне ако фрли. Значи топ стадионот беше преполн, може имаше 100.000. Велато сумбесали, јас сум убеден дека бидејќи немаше тоа столчина, знаете стадионот. Да, и беа набиени еден до друг. И југ и север каде што беа партизановите нашите навијачи беа пренакрцани. И надпреварот атмосфера за дерби. Невидена. Јас се сеќавам, ние се загревавме на помошното игралиште, секогаш на помошното игралиште, на 5 минути излегувавме на главниот терен. Партизан излезе, значи, пола сат пред надпреварот на загревање. Ние бевме на помошно игралиште, знаете, Мараканат од соблекувалните има тунел, треба да поминеш между 200 метри да излезеш на терен, а ние бевме значи 300 метри да речеме од теренот. Гробарите што викаат да се уплашија и од Звезда ќе нема на терен. Експлозија, ние се загревавме, беше експлозија, рековме каква е атмосферата, не знаевме дека ќе биде има публика, дека ќе има атмосфера, али дека така како што беше не се ни претпоставувавме. И кога излеговме на терен ние 5 минути пред почетокот, кога се појавивме од тунелот, тоа беше ерупција. Сега овие недозволени што се работи пиротехники, гореше стадионот, значи неописива работа, неопишливо. Значи надпреварот како надпревар, саме надпревар и почна тој дерби. Почна дербито. Ние бевме Митко, што мисли, ќе победиме, ни нема ли?
Добро е сега Нема да ни се се вртеше во победи. главата многу работи, меѓутоа кога излезеш на терен заради тие многу работи што ги спомнав, значи имавме притисок додатен. Ние и Љупко беше Петрович тренер, таа сезона се врати во Пелистер, во Звезда и тактички надпреварот го постави така да не игравме малку позатворено, бидејќи Бот ни одговараше, меѓутоа го знаевме Партизан имаше многу добар тим. Многу со Милошевиќ, со Чирич, со Нач, со Чурчич, одличен тим. Значи таа генерација која што направи многу добри кариери во Европа потоа. Партизан имаше иницијатива, сега вака си го враќам филмот на преварот. Партизан имаше Љупко не иницијатива, сакаше напаѓаше ништо да ризикува. Ние игравме позатворено, цврсто во одбрана. И на преварот одеше така да имавме прво полувреме ние една шанса, ти има така две полушанси. Второ полувреме исто продолживме, меѓутоа Партизан виде да мораше да победи. За да остане во трка, притисна малку повеќе, некаде 70 некоја минута примивме гол ние. Заводи Партизан 1-0. Јас играв либеро, значи играв не лев бочен, него играв либеро во тој период, значи кога беше Љупко тренер. И на 1-0 веќе Љупко виде дека работите бегат од контрола, дека може да ги изгубиме на преварот, направи измена со играчи, али и тактички измена, мене од либеро ме префрли на лев страничен. На таа позиција на која што играше. Либеро, таа која што играше и за репрезентација, да. И во Звезда и се поклопија коцките, не знам, некаде 80-та минута во една акција јас се уфрлив пак по лева страна, добив топка меѓу штоперот и страничниот, влегов во 16 сам, беше не знам штопер на Савелјич од Партизан, уклиза, јас го видов дека е спремен да клиза, стигнав пред него. Само ја чушнав топката, тој ми уклиза и пенал. Имаше пенал, 80-та минута, Дарко Ковачевич го шутираше, даде гол, 1-1 се начивме. И кога веќе Партизан веќе малку го фати паника, ние притиснавме во тој период и некаде 87-ма минута. Јас од лева страна се и денес сите што гледаат и се прашуваат кај се најде ти на таа позиција, не знам, Господ може ме спушти. Ќе рече, јас значи во самиот шпиц бев, одиграв топка на Дарко Ковачевич од страна на дека одиграв на него. И продолжив, се убацив и стигнав во линија со штоперите, на 16. Дарко шутираше некаде од 20, Ковачевич од 20 метра. Беше Пандурович голман, топката му отскокна пред него, да сакаше да ја фати жива, але гудри во градите, се одби и јас стигнав пред штоперите и само ја поклопив. Кај се најде, сите се прашуваат. И јас се прашав, тој така и гол. Така и гол 2-1 беше голот на северната страна. Значи кај што се беа нашите навијачи, само прескокнав рекламите, ги прескокнав и завршив пред трибина. Мислев дека цела трибина ќе падне на мене. Значи 50.000 луѓе. Беше адреналинот, значи тоа е неописива работа, треба да се почувствува. Тоа е еден момент кој што ја одбележа мојата кариера и денес. И ти беше прогласен за играч на преварот на тој вечер, што беше и нормално. Да. Бидејќи со измената тактичка која што направи Љупко испадна. Дојде до измена во играта и дојде до преземање на иницијативата од Звезда и 2 гола. Да, и двата гола падна, заврши на преварот 2-1. Автоматски, кој што кажав претходно, направивме разлика бодовна за последните 2 кола, Партизан да не може да не стигне. И беше славието беше многу големо и на самиот терен и после тоа во просториите на Звезда, па и Деве Ѓурѓовден прославен во вистинска смисла. Во вистинска смисла, да.